овој четврти ден од оваа работна недела акцент ќе ставиме за се она што е сработено во изминатата година во општина Росоман и секако како се справува оваа општина со овие студени и поларни температури и што е предвидено во текот на оваа нова 2017 година да се направи. Затоа го поканивме градоначалникот на општина Росоман Стојан Чаласов. Најпрво, затоа што се гледаме прв пат оваа година, јас ви посакувам среќна нова година, среќни празници и добро дојдовте во утринската програма. Христос се роди, за многу години нека се празниците, Божи чистите и што поминаа, но и пред нас што предстојат. Благодарност до вашата телевизија за поканата, еве да на граѓаните му објасниме како општина Росоман во овие услови се справува со сите оние предизвици кои што се пред неа. Така, токму и тоа ми беше следното и прво прашање, најпрво да продискутираме околу оваа актуелна тема која што ја зафати Македонија, тоа се студените денови и снежните. Секако, како се справува се уште општина Росоман? Навистина условите се тешки, овие да не речам поларни температури кои што не се специфични за нашиот крај, бидејќи се наоѓаме на југот на Македонија. Сепак Росоман е едно подрачје кое што ретко се е зафанато со вакви ниски температури, значи се бројат годините наназад кога било вака студено. Во секој случај патиштата се проводни, односно оние локални патишта се погриживме да бидат проводни, ставивме сол и ризла песок. За жал, овие стручните лица кажува дека многу не реагира солта на вакви ниски температури, но сепак со соодветната зимска опрема на возилата се стигнува до секој населено место, дури и патот благодарение на помошта на фирмата, односно на каменоломот во село Камендол, се направи напор да се расчисти и патот до Мрзено Равец, каде што имаме неколку сточари, за да можат да си донесат храна за стоката. Другите населени места мора да ги пофалам селаните или граѓаните во село Паликура кои на една лоша делница самите има акција и доста успешна, нема заледување таму и во сите други до Крушевица, низ Росоман, до Сирково, до Дебриште се стави сол и песок, но во секој случај проводноста е отежната, затоа и се лоши временски услови ги викаме, но во секој случај се стигнува до секој населено место. Немаме некои поголеми потешкоти во делот на патувањето, односно стигнувањето до секое населено место. Така, она што друго би сакала тука да ве прашам, најавени се нови врнежи од снег во текот на наредната недела. Дали Росоман, општина Росоман е спремна да одговори на овие временски услови понатаму? Ние имаме скромни капацитети во делот на јавното комунално предпријатие. За таа цел имавме распишано тендер, имаме избрано фирма која што треба да ги расчистува овие локални патишта и улици низ населените места. Тоа е фирмата Јами, која што веќе дојде и нормално дека ќе ја ангажираме повторно ако не зафати овој бран. Очекуваме да пораснат температурите, значи да бидат повисоки, околу над нулата малку, да се стопе овој снег, па верувам дека многу подобра проводност ќе во наредниот период ќе имаме до секој населено место. Така. Градоначалниче, она што друго би било добро да кажеме, знаеме добро дека Тиквешијата веќе неколку дена наназад остана без вода. И вашата општина беше опфатена со проблемот околу водоснабдителот Лукар. Ете, како се справивте со овој проблем? Навистина, ние не можевме да се справиме, бидејќи немавме надлежност во овој дел. Оние мрзнења на вентили, на другите препратни елементи кои што во Лукар, односно во самиот водовод до Кавадарци и до Росоман се случуваат, се надвор од нашиот делокруг на работа, да речеме. За таа цел, но благодарение на интервенциите на јавното предпријатие од Кавадарци комунално, Росоман доби во текот на завчерашниот ден вода и Росоман, Манастерци и Рибарци, додека селото Трстеник за жал остана без вода во текот на денешниот ден. Очекуваме да
да самото населено место Трсник добие вода, бидејќи тие воздушни вентили, така како што сум информиран, значи од комуналното претпријатие од Кавадарци, воздушните вентили од фени фабриката до Трсник уште остануваат неколку да се размрзнат и верувам дека во текот на денешниот ден село Трсник исто така ќе добие вода. Во останатите делови е редовно водоснабдувањето, односно освен индивидуалните измрзнување на саати, на купатило и на такви работи кои што се во доменот на самите граѓани, но во секој случај јавното комунално претпријатие Росоман прави напори да испадне во пресрет на сите они дефекти. Во текот на вчерашниот ден, оние информации кои што мене ми се дадени, снема овие стакла за саатите, водомерите кои што се на куќите, но денеска треба да се набават и да се извршат интервенции во уште поголем број на домаќинства. За жал, се случува да после снемувањето на водата измрзнаа самите водомери и за тоа имаме проблем, но сепак ќе се реши со текот на времето. Денеска очекувам дека сите останати кои што останаа незаменети ќе бидат заменети во текот на денешниот ден. Така. Агрометеоролозите оценуваат дека овие снежни и студени денови не се поволни за земјоделците и за земјиштето. Памети ли Росоман оваква зима и вакви ниски температури со оглед на тоа што дека е фабрика на отворено? Секако дека памтам, моите години кажуваат, моето искуство од наназа, дека имало и полоши дури години од ова што е сега, но во секој случај, нели, господова работа ни викаме кога се случуваат вакви работи, тоа не можеме да го контролираме на крај на кришта. Во секој случај ќе имаме проблеми со волозарството, значи таму најосетливата сорта ни е кардинал, тоа е и од моето лично искуство, но и од разговорите со луѓето во Душан Кирич, со агрономите кои што ги има во Росоман, доста вранецот или картошијата е доста осетлива на вакво време, така да мислам дека ќе имаме намалени приноси, односно ќе имаме измрзнување. За таа цел најверојатно лозарите ќе почекат во покасниот период да ги кројат лозјата, бидејќи навистина ќе биде тешко да се одбере кои се папките тие што се измрзнати, кои не се. Но во секој случај ќе има оштетувања и тоа значителни, како што кажав, во Сталското грозде кардинал, но во овошките се уште овие температури, значи нема да направат проблем. Ние во Росоман си знаеме, тоа доаѓа околу Благовец, значи таму ако куртулиме, сега за сега овие температури нема многу негативно да влијаат на овошните, значи, култури, односно на праската, на кесијата и на другите. Очекувам дека нема толку веќе да паѓат ниски температури покрај најавите за врнежи, но навистина еве преживеаме што викаме со... сепак е и нормално во месец јануари да имаме ниски температури и снег. Знаете, во последните 2-3 години немаше така ниски температури и наеднаш забораваме на лошото, така да верувам дека и скоро ќе го забораваме и во време сега што ни се случи, односно невреме, кое што до минус 21, минус 22 степени температури кои што на нас не се својствени, како што кажав претходно. Така. Во секој случај е негативно. Ние немаме житни култури, немаме некои други насади за кои што би дискутирале, така да мислам дека лозарството само ќе претрпе значителна штета во делот на измрзнувањето. Така. Тука би сакала да ја променеме малку темата и да ја прикажеме моменталната состојба на општина Росоман. Да започнеме од тоа што најмногу ги интересира граѓаните, секако се инвестициите и економијата. Каква е моменталната состојба? Се надевам дека ќе ја погодам темата индивидуално, е секој како ја доживува, но сепак како прв човек на општина Росоман, мислам дека економијата, односно општина Росоман се движи во една позитивна насока. Во секој случај една од ретките општини кои што е висок процентот на вработеност, за разлика од невработеноста. Имаме среќа да во нашата близина е Дрекстермар кој што навистина направи
револуција во делот на вработувањето, така да вработувањето не е некој голем проблем за сите росоманци кои што сакат да најдат работа, кои што сакат да работат нормално, бидејќи ниедна работа не е лесна. Економски, како луѓе, верувам дека сме добри. На нас, знаете, години наназад, освен лозарството, немаме некој виден проблем таму каде што се чекаме со исплатата на грозјата, каде што имаме проблеми во делот на големите винарски визби, немаме проблеми во тие нашите што се во општина Росман, бидејќи сепак на некој начин општина Росман има 2 винарски визби кои што успешно функционираат и успешно работат во овој момент. Но во секој случај се надеваме, нели, со текот на месеците кои што доаѓаат со продажбата на виното, да самите лозари бидат побрзо исплатени, да му се на некој начин валоризира трудот, односно да си ги добијат парите по народски кажано, а во секој случај мислам дека како Росоман, бидејќи толку многу во овие изминати 7-8 години е направено во Росман, да осетно се гледа и зборувам економски и индивидуално, бидејќи моите податоци кажува дека над 20 откупни пункта се направени и овие винари, што ги кажувам, 2 винари големи со над 6 милиона литра вино, но во исто време мора да кажам дека индивидуално над 150 куќи се направени за еден краток период, што зборува за моќта и на граѓаните, но и на институциите. Тука би ги спомнал дека изградивме градинки, физкултурни сали, 6 повеќе наменски игралишта самата општина Росман и едно централната власт, односно владата, преку владата на Република Македонија, исто фудбалското игралиште се обнови на Росман и ред други работи, локални патишта, скоро сите се обновија, нови се направија до секој населено место, така да во секој случај задоволство е да си градоначалник во општина која што има развој во текот на овие години поминати на таа функција како функција градоначалничка. Така. Кога сме тука кај инвестициите кои што вие ги споменавте, а и јас секако, кон средина на 2016 година имавте посета од германска компанија која што беше заинтересирана да инвестира во вашата општина. Какви се вашите сознанија? До каде се движи работава? Дали можеби ќе очекуваме нешто во оваа година? Ние во изминатата година имавме успешна година. Тука мора да кажам дека се продаде фабриката Скок Трейд, која што очекуваме да се стартира оваа година. Припремно 2016 се работеше да се ставе во функција сите оние машини кои што 10 години можеби не беа во функција, така да во секој случај очекуваме да се раздвижи таа фабрика која што навистина значеше и ќе значи во наредниот приоритет движечка сила на општина Росоман. За инвестицијата германска мора да кажам дека верувам дека одлуката на инвеститорите да не инвестират во Росоман е тоа што немаме невработени. Значи, бидејќи прашањето до мене не може да кажам дека има кога статистиката кажува и на Бирото за вработување може во секој да пробере. Значи, Росоман е со низок степен на невработеност, така да интересот на самиот газда се друго бендиса кога праша колку има невработени. И мислам дека тоа беше она одлука негова за да си побара на друго место каде што има повеќе невработеност, каде што може да има поголем избор на луѓе за да може да стартира. Така. Ке се навратам пред ова прашање, прокоментиравме околу реконструкцијата на патиштата. Она што тука би го потенцирала е реконструкцијата на делницата од Градско до Прилеп преку Росоман, која што е во должина околу 12 до 13 километри. Ова значи дека се подобрува сообраќајната инфраструктура, нешто што за Росоман е многу важно. Ето малце и за тоа да продискутираме што добиваат граѓаните со оваа реконструкција на патот. Навистина ова реконструкција на делницата Градско Прилеп до бензиската на Мотел Дреново, така
популарно, а викаме граѓаните верувам дека знаат за која делница се работи, во должина од скоро над 12 километри, е нешто што е од врвно значење, бидејќи тоа е крвотокот на општина Росуман. Да не речам, скоро целата ова должина се протега на територијата на општина Росуман. Значи, по сигурен транспорт на земјоделските производи, односно оние тракторски донесувања на производите, значи дека нема да бидат уништени на некој начин. Многу пати гајби се испревртеле, се направил некој друг ситен дефект кој што надврешно се гледа, но на квалитетот влијае на производите. Во секој случај, многу голема благодарност до владата во тие моменти што еве го обнови комплетно, но во исто време за жителите на Росуман мора да кажам дека го проширивме самиот магистрален пат со нови 3 метра, така да мислам дека во секој случај направивме и безбедност за граѓаните. Во исто време ние како локална власт изградивме тротоари низ цело Росуман, за да имаме многу посигурно движење на самите граѓани и на нашите деца што одат во училишта, да се движат по тие тротоари. Тоа е сигурносно одење и мислам дека со најавената нова реконструкција на патниот правец Росуман-Кавадарци од должина од 5,5 километри, кој што министерот за транспорт и врски ја најави, мислам дека навистина во нашиот регион ќе имаме безпрекорни патишта. Тука морам да кажам, благодарение на централната власт, значи се реновира многу локални патишта. Тоа се патот за село Сирково, патот за село Трстник, патот за село Паликура, патот Паликура Курија кој што ги поврза Росуман со Неготино. Ние како локална и патот до Крушевица, значи тоа комплетно реновирање и нови патишта направени, значи целата наша инфраструктура, целиот наш крвоток во земјоделието се преку овие патишта. Во исто време локалната самоуправа направи напори да се направи, односно да се изграде патниот правец за село Манастирец и да се реновира патниот правец за село Камендол. И дел поправки направиме на патниот правец за село Дебришти. Во исто време почнавме и еден смел проект кој што, да не речам дека 2 до 3 буџетски години не кошта, но благодарение на владата на Република Македонија. Значи ова година, односно во првите месеци кои ќе дозволат условите, ќе се асфалтира патниот правец Сирково-Росуман. Обезбедени се средствата, подпишани се договорите, избрани се фирмите, така да очекуваме само да може да ни дозволе времето да работиме, да го асфалтираме и овој пат. Тоа ќе биде еден навистина значаен пат, покрај тоа што е локален, ќе биде излез на Росуман на експресниот пат кој што се планира да се направи и да врве покрај селото Сирково, но тоа ќе значи многу голем напредок на село Сирково, кое што е второ по големина населено место во општина Росуман и во кое верувам дека во иднина ќе се створат услови да многу откупни центри, многу луѓе кои што се занимаваат со откупи, со преработки на земјоделски производи да се стационират во ова село и тоа исто така економски да заживее малку со еден побрз и подинамичен развој. Така. Развојот на малите општини, ете и како што е и Росуман, секогаш е тесно поврзан со соработката и со поддршката од централната власт. Како стоите, повеќе пати ни кажавте на сите нас дека имате соработка со централната власт. Кои се оние бенефити кои што ги има општина Росуман од страна на владата на Република Македонија? Мора да кажам дека не само општина Росуман, него сите помали општини, благодарение на политиката на владата, кој што во изминативите 10 години, односно 8 јас колку што сум градоначалник, навистина многу значат. Се изменија многу законски регулативи кои што значат поголеми приходи во касите на општините, а тоа значи побрз развој. Баш као тие измени законски, каде што мора да кажам дека ДДВ-то се зголеми веќе на 3,7%, кога станав градоначалник беше помалку од 1%. Се смени законот за концесии, односно сите концесионери 80% од приходите ги дават на општините. Се смени законот за градично земјиште, пак 70% на општините доаѓаат. Еве законот за земјоделско земјиште, каде што
сите до крајот на 2020 година треба 50-50 да ги делиме приходите кои што се собират и по оваа основа. Тоа е многу сигурен приход на сите општини, односно на нашите, посебно на малите општини каде што немаме некоја видна изградба како би ги понеле касите, како би на луѓето му вртиле. Но во секој случај многу е голема заслугата на владата, а посебно па и преку владините проекти кои што значат изработка, како што кажав, на локални патишта, на канализации и водоводи, на градинки, физкултурни сали, фудбалски игралишта и се она што значи квалитетно живење на едно населено и помало населено место. Илустрација ќе ви кажам благодарение на тие мерки кои што се преземени и кои што се преку владата на Република Македонија, општина Росоман од 2009 кој имаше буџет од само 9 милиони, веќе во овие години има буџет над 32, над 35. Тоа е таа позитивност која што навистина централната власт ја спроведи за сите населени места и за сите помали општини. Тоа многу значи. Значи овие средства се основни фактички двигатели и сега зависи од нашата менаџерска способност, нели, како граданчанци и креативност, како ќе ги претвориме во дела, но во секој случај покрај ова што зависи од нас, значи владата преку сопствените средства, преку Министерството за локална самоуправа, преку рамномерниот рурален развој, значи успева на некој начин да и на нас ни дозволе да се развиваме во една позитивна насока и тоа мислам дека е евидентно кај сите населени места, да не ги речам села, веќе ги менјаме ликовите. Значи јас може да кажам дека во општина Росоман 97% во сите населени места се асфалтирани сите улици. Веќе правиме тротоари во скоро сите поголеми населени места, што е многу добар показател како и каде се грижи и централната власт, но исто така заедно со локалната, значи за да може да створи услови за граѓаните. Ништо не е друга целта, него да створиме услови да се развиват населените места, да створиме услови да економски се развива се и мислам дека само тоа не е. А со тоа и граѓаните да бидат задоволни. Па сепак на нели позната изреката на Аминта трети кога го направиле крај, како се чувствува, рекол благороден роб. Значи ние треба да створиме тие услови не само за граѓаните, него и за нас самите, бидејќи таму живееме, секој на некој начин сака поубаво да живее. Така. Споминавме во изминатата година што се е реализирано во општина Росоман, но што еве вие да верувам дека сите кои што не гледаат ги интересира на што ќе ставите акцент во оваа нова 2017 година конкретна за општина Росоман? Значи општина Росоман, како што кажав пред малку, улиците скоро се горе-долу сите асфалтирани. Имаме некои проблематични улици кои што задират и во собственоста. За жал немаме урбанистички планови за да можеме тоа многу на полесен начин да го решиме, но во секој случај верувам дека оваа година ќе немаме неасфалтирана улица. Тука голем проект, како што кажав, е асфалтирањето на патот Росоман-Сирково во вредност од негде 26 милиони денари. И овој патен правец верувам дека ќе биде завршен негде до месец април. Очекувам, нели, согласно временските услови, бидејќи зависиме од временските услови, и ќе значи еден голем прогрес на сето. Другата работа која што општина Росоман има аплицирано и верувам дека ќе ги добие средствата преку Бирото за регионален развој, преку Министерството за локална самоуправа е патниот правец Трстеник Манастирец. Аплициравме негде за 3 милиона денара и скоро 1 милион да учествува и општината во првата фаза, че така и патот Сирково Росоман го градиме во 3 фази, така и овој пат го градиме. Мислам дека имаме шанса и верувам дека ќе ги добиеме тие средства и ќе почнеме да го градиме во текот на оваа година, значи во првата фаза. Патниот правец, односно нов локален пат, Манастирец Трстеник, за оние кои што не знаат да објаснам дека тоа би значило приближување на селото Трстеник до градот Кавадарци и до Росоман со повеќе со над 15 километри скоро. Бидејќи сега Трстеник мора да оде или преку Росоман по асфалтниот пат или преку Возерци, но во овој ќе го приближиме на Кавадарци на помалку од 9 километри. Тоа е многу, мислам дека ќе ви значи многу за развојот исто на село Трстеник и за спречување на миграцијата, која што сепак е евидентна, значи за приближување до големиот град како би оделе на работа во Дрекстер.
Во исто време, значи, имаме аплицирано за атмосферска канализација, односно за крак од атмосферска канализација. Тоа го правиме преку Вардарскиот плански регион, исто една успешна соработка, морам да кажам, со Вардарскиот плански регион, благодарност до нив, кои што навистина помагат на исто така руралните општини, бидејќи нашите капацитети во луѓе, во она што значи апликации зависат многу и од самите значи прилики, односно од луѓето кои што ги немаме за жал во помалите населени места. Очекувам и тоа да се реализира, но имаме исто аплицирано и преку Европската унија во меѓугранична соработка со Република Грција, еден проект кој што значи обнова на старото училиште. Ние половина и повеќе го обновивме со нови врати и прозори, со покриви, со се, но внатрешно и она фино дотерување, да не речам, таму сакаме да отвориме клуб на земјоделци, клуб на пензионери и невладини организации, библиотека, па зошто не и музеј. Навистина имаме дом на култура прекрасен кој што треба само да се обнове. Таа вредност е над 400.000 евра, која што веќе и на сајтот прочитав дека не е одобрена од Европската унија, но треба многу малку уште да се изработе преку партнерската, значи наша општина во Грција, но и преку Министерство за локална самоуправа, за тоа и че ни треба време. Не можам да кажам дека е сигурно добиена, но одобрена е на некој начин, за да може да се надевам дека ќе ја подобриме. Имаме исто така еден проект преку Европската унија за набавка на електричен автомобил со два полначи, еден кај Стоби локалитетот, еден во тоа е брз полнач, а еден спор полнач кај општина Росоман, и мислиме дека со набавката на овој електричен автомобил општина Росоман ќе заштеди многу средства во делот на потребите за транспорт, за комуникации со граѓаните, за се она што значи, па и ако сакате и за животната средина. И во тој дел очекувам да имаме исто така позитивни одобрене, но чекаме значи како тоа ќе се заврши на крај на краиштата. И мора да кажам дека ова година планираме да го смениме доводот на водоснабдителниот систем за село Сирково, да набавиме уште 2 пумпи за Росман, како не би имале, ако не се случат дефекти, како што сега, да ги алтернативен извор за вадење на вода од бунарите кои што ни служат до сега, за да можеме и во вакви хавари да замениме вода, да не се настрада во секој случај. И нормално дека како градоначалник мислам дека ќе продолжиме со асфалтирањето и правењето на тротоари во сите населени места, но од оваа година веќе почнуваме да размислуваме и за обновување на оние патни улици низ Росман кои што веќе од 94-та се асфалтирани и веќе се унаказени на некој начин, да комплетно ги обновиме со асфалт и на некој начин дадиме поквалитетен живот на граѓаните на сите населени места. Така, градоначалниче, мене ми останува да ви посакам успешна работа во оваа нова 2017 година. Ви благодарам што ја прифативте поканата, нашата покана за да бидете дел од утринската програма и ги информиравме нашите гледачи што се е направено и на што ќе се стави акцент во оваа нова 2017. Јас ви благодарам за можноста да го изнесиме ова наше, значи наше работење фактички пред граѓаните на поширок аудиториум и се надевам дека нашата соработка нормално дека ќе продолжи и понатаму како би ги информирале граѓаните за случувањата во